Кога се минува сезоната или годишното време, многумина имаат проблем со својата кожа. Честопати знаеме и да направиме грешки, иако сметаме дека доволно си ја познаваме својата кожа и своето лице. Како најдобро да се однесуваме со кожата и со лицето кога ќе дојде до одредени проблеми или до одредени промени и како да употребуваме дневна рутина, која дневна рутина да ја употребуваме во овој период од годината. Ова утро ќе разговараме со Јана Цветковска-Лазаревска. Јана, ќе ви посакам добро и убаво утро, навистина пријатно каче во вашето ателје, во вашето студио, каде што вие ја изработувате всушности органската козметика, која што е позната под името Игнеа, која што веќе долги години е достапна кај нас. Многумина, споменав и во најавата, имаат проблем со кожата во овој период, особено од годината. Што препорачувате вие како стручно лице кое што целиот свој живот нели го има посветено на оваа наука? Првин, сакам да ви посакам добре дојди, навистина многу ме израдувавте што сте денеска тука. Кога е во прашање овој некој приоден период. Прво, од една страна, значи имаме се уште влијание од оној летен период, кога доста од кожата која не била правилно третирана за време на летниот период, има доста голема дехидратација. Така да се судираме со нешто такво. Од друга страна, значи луѓе во кои навистина убаво, значи природно си ја негувале својата кожа, немале некои последици во летниот период, бараат нешто кое што е далеку похранливо во овие значи денови кога веќе нели се судираме со постудените денови. Она што веќе го препорачуваме е секако на наша скинималистичка нега на кожата, по која што веќе сме препознатливи не само тука во Македонија, и од едни похидрантни облици, форми, значи да кажам на серуми, на креми, веќе преоѓаме во она што е малку похранливо, за да може значи на кожата да и го дадеме токму она кое што во моментот и треба. Да, со какви највеќе проблеми доаѓаат луѓето кај вас, што се случува најчесто на кожата и кои совети вие им го давате? Значи, она што најчесто го кажуваат е дека сакат еден здрав изглед на својата кожа и едноставно трансформација значи на нивната кожа по можност нели. Ако имат некои флекички, избледување, евентуално значи намалување на борите, се зависи нели. Кога сме тука кај борите, многу зависи како сме ја негувале нашава кожа, дали превентивно нешто сме делувале и евентуално нели. Годините, генетиката, епигенетиката, стилот на живот, сето тоа има некое влијание, така да значи секој си добива своја персонализирана рутина во однос на тоа што дефинитивно сака да го постигне. Да, природна органска козметика, рачно направена е она што го прави Игнеа. Што ќе препорачате вие за една дневна рутина, како треба да изгледа и што треба да се употребува за кожата да изгледа сјајно, нежно и хидрирано? Така е, значи да земам она што е најчест клиент кај нас, тоа се жените околу 50 на години, значи некоја моја возраст. Она што дефинитивно значи го добиваат, играме најмногу со овој дел значи од нашава палета, затоа што станува збор за Pro-Age палета, со тоа што значи добиваат обавезно еден од хиалуронските серуми за да може добро да се хидрира кожава од една страна, добиваат значи крема зависно од годините, зависно значи од типот на кожата која што имаат или соматични клетки или ова која што дојде значи беше во Париз. И оние кои што сака да работат значи малку повеќе на себе и на природен начин значи да го ја подмладат својата кожа, добиваат масло значи за масажа и работа со гуаша за да можат значи да го работат и тој некој дел. Да, што е она без кое што не смее да помине еден ден на кожата на лицето, односно што е она што секојдневно треба да се употребува и да се користи? Значи, стално зборам за некој баланс. Значи, треба се користи една избалансирана рутина, која не подразбира, значи, премногу препарати, значи, ставање на кожата, затоа што тоа значи, значи, да ја оптерети. Кога правиме муабет, нели, за активни компоненти, која е во прашање Игнеа и природната козметика, секогаш, значи,
малтене 90% ви имате активни компоненти внатре, затоа што едно масло кое што е шеја путер или волчи трн кој што е инкорпориран внатре, всушност е активна компонента. Она без кое што не можеме. Значи тоа е хидратацијата и тоа е значи исхраната која што е пред се од аспект значи добиена од природните масла и путери, затоа што тоа ја става кожата во баланс. Прави можност значи да фибробластот у суштина значи функционира оптимално во дадениот момент и да продуцира самиот доволно колаген и еластин и да одржува таа кожа здрава, еластична и негубана. Да, верувам дека сите оние кои што имаат проблеми ќе ви се обратат, па и да немаат проблеми, едноставно секогаш е добро еден совет плюс за она што го ставаме и она што го нанесуваме на нашето лице, а се повеќе стануваме свесни за тоа дека треба да употребуваме природно и органско. Како ви впечатокот еве кај вас во изминативе години колку што веќе работите на вашата своја лична еве да кажеме колекција на природна козметика, како впечатокот и колку се менуваат луѓето од година во година? Значи морам да кажам дека свесноста во Македонија станува се поголема и поголема и дека луѓево не само кога е во прашање козметиката, него и исхраната и сите останати работи се повеќе и повеќе прибегнуваат кон природни решенија. Можеби малку заостануваме зад западноевропските земји, меѓутоа мислам дека навистина одиме во многу добар правец. Да, го споменавте и Париз, каде што учествувавте и неодамна пред само неколку недели, бевте дел од, односно бевте номинирани, нели, на Европскиот здрав викенд или европските номинации за природна козметика. Какво е вашето искуство од таму? Значи, кога станува збор за Париз е многу тешко со зборови да се пренесе што се случуваше таму. Едноставно, тоа само треба да се доживе. Кога некој ќе ве стави во група со можеби 10 или 15 бренда и ќе ви ги покаже сите можни почести, значи ќе ви ги даде, ќе бидете значи во дружба со овие стар жирито, значи што ќе го кажеме со жирито од Космос стандарди, едноставно со индустријата во козметичката индустрија, едноставно кога ќе ве прашат нели за експертите кои ги формулирале вашиве препарати, кои ќе ви честитат за ефикасноста значи на препаратите кои вие сте ги создале, тогаш сваќате колку всушност вие вредите.